Водство на ВМРО ДПМН пред коалицијата на СДСМ и БЕСА покажуваат најновите истражувања на јавното мислење. Според анкетата на институтот БИПС, граѓаните имаат над 3% повеќе доверба во опозицијата. 24,5% од испитаниците се изјасниле дека на изборите на 15 јули ќе гласаат за ВМРО ДПМН, додека за СДСМ и БЕСА 21,4%. ДУ има поддршка од 4,1%, Алијанса за албанците 3, Левица 1 и ДПА 0,6%. Анкетата на Институтот за демократизација на човековите права и слободи и истражување во областа на безбедноста покажува дека 23,9% од граѓаните нема да излезат да гласаат, 18% пак одбиле да одговорат. Гледано поединечно, според истражувањето, ВМРО ДПМН е во предност во 5 од 6 изборни единици, единствено во 6-та со доминантно етнички албанско гласачко тело каде носител е Касами, коалицијата на СДСМ и БЕСА е во водство. Во првата изборна единица Гордана Сијановска-Давкова води со 25,9% пред Никола Димитров, кој има поддршка од 21,7%. Владо Мисајловски е со 3,7% поголема доверба од Оливер Спасовски. Нивниот сооднос во втората изборна единица е 21,9 спрема 18,2% во корист на Мисајловски. Во тројката Јанушев има поддршка од 29,3% наспроти Љупчо Николовски со 22,6%. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски во четвртата изборна единица има поголем рейтинг од лидерот на СДСМ Заев, 25,8 наспрема 23,7 за Николовски. Игор Дурловски го поддржуваат 24% во петата изборна единица, а Радмила Шекеринска 19,2%. Во шеската најголема доверба има Али Ахмети од 17,5%. За Билал Касами од СДСМ и БЕСА би гласале 16,6%, а за Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН 13,9%. Зијадин Села го поддржуваат 11,6%, а Мендух Тачи 2,6% од гласачите. Во останатите изборни единици, каде партиите од албанскиот политички блок имаат своји кандидати, ДУ има предност пред Алијанса за албанците од 0,3 до 1,1%. Анкетата е направена од 16 до 19 јуни врз 1523 испитаници со запазување на демографската и етничката структура и можност за статистичка грешка од плюс-минус 1,5%.